Православните христијани денес го одбележуваат Велики или Распен петок, најтежок празник во христијанската религија, ден на строг пост и црковни бденија во знак на сочувствување со распнатиот Исус, кој се принесе себе си како искупителна жртва во име на човечкиот род. Денес не бијат црковните ѕвона, а во православните храмови се читаат царските часови со бдење и изнесување на светата плаштеница. Велик петок е вовет во големиот празник Великден, за кој честитки упатуваат првите луѓе на дел од општините во источниот регион. Поштовани сограѓани, ја користам оваа прилика да ви ги честам престојните великденски празници. Го честам празникот на сите свещеници во нашата Брегалничка епархија, на монаштвото од Лестовскиот манастир, на сите оние кои го чекаат овој радосен празник и најголем празник на православните христијани. Оваа прилика сакам да кажам дека ако не беше христијанството, ако не беше Исус Христос, ако не беше Библијата, тешко да обстанеше човештвото. Во историјата сме имале многу искушенија. Благодарение на нашата света Македонска православна црква обстојавме. Таа не беше училиште и закрила и национален понос. Затоа, честитајќи големиот христијански празник, сака да ви посакам да имате многу здравје, да имате успех, на сите кои имаат, да ги споделат материјалните вредности со оние кои немаат. Да не ја губиме надежта, затоа што со воскресувањето Исус Христос донесе радост. Христос воскресна, навистина воскресна. На сите наши сограѓани од христијанска вероисповед им го честитам големиот верски празник Велингден и им посакувам многу среќа, здравје и успех и просперитет на нивните фамилии. На сите граѓани од општина Берово со православна вероисповед им го честитам најголемиот христијански празник Великден, а воедно и правомајските празници. Им посакувам да имаат лична среќа, среќа во семејството и секогаш да бидат позитивно настроени. Христос воскресе. Од мое лично име и од име на општина Пехчево, на сите граѓани од општина Пехчево православни и на сите други православни граѓани, им ги честитам великденските празници и правомајските празници со желба за лична среќа, здравје и успех во животот. Црковните богослужби во православните храмови продолжуваат утре со вечерна литургија на Свети Василий Велики во 7 часот и 30 минути и полуношница половина час пред полнок со биење на црковните ѕвона.